Македонскиот национален совет во Република Србија е во официјална посета на Македонија. Денеска зборуваме за сите активности и настани кои ќе се случуваат во предстојниот период. Наша гостинка, председателката на советот Зорица Митровиќ. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам и добро утро на сите гледачи на Македонската радио телевизија. За почеток, кои се актуелните активности на Македонскиот национален совет во Србија, нормално со посебен осврт на плановите во наредниот период? Ние ова година одбележуваме неколку значајни јубилеи на македонската заедница во Србија, пред се 80 години од доселувањето на македонците во Војводина, бидејќи после Втората светска војна имало организирано населување на Војводина 46-47 година и ние од 2006 секој 10 години ги одбележуваме тие големи јубилеи, бидејќи голем број на македонци, според податоците преку 12.000 фамилии се во тој период доселени во Војводина, пред се во областа на Јужен Банат. Ние ова година решивме јубилејот да го одбележиме во Нови Сад како главен град на автономната покрајна Војводина и каде што е седиштето на Националниот совет и ќе имаме низа активности со кои ќе го одбележиме. Пред се тоа е свечена академија која што ќе се случи во покраинската влада, под покровителство на покраинската влада и премиерката Маја Гојковиќ. Пред некој ден договоривме и со премиерот на Република Македонија дека ќе биде присутен на таа свечена академија, а во таа прилика ќе се одбележат и 30 години од воспоставувањето на дипломатските односи помеѓу нашите две држави. Она што исто така значително е што негде на есен планираме и да го поставиме, изработиме и поставиме споменикот Мајка Македонија, исто така во Нови Сад. Споменикот е идејно решение на еден скулптор македонец кој што живее тука во Скопје, Синиша Новески, и представува една жена, мајка, македонка, која што со себе носи две деца. Едното постарото дете го држи за рака, кое што гледа назад кон корените, кон Македонија, и едното дете го држи во рака и оно гледа напред кон иднината, односно кон Војводина, кон Србија, каде што се доселува. Неделово имавте повеќе средби тука во нашата земја, во текот на вчерашниот ден, средба со председателката Давкова. Викендов присуствувавте и во Кочани, на свечената академија Кочани ви благодари. Вие навистина подадовте рака на Кочани во оние тешки моменти, подадовте рака на сите болни деца кои што се лекуваа во Белград и на нивните родители. Така е, еве се навршија година дена и од нивното пристигнување во Белград. Околу 30 на пациенти имаше во белградските болници и ние навистина и како совет и како заедница и доста наши пријатели кои што се и срби и други националности се најдоа во таа ситуација да помогнат, пред се на родителите за сето она што им беше потребно, бидејќи се најдоа во други град, во друга држава и навистина бевме тука да им подадеме рака тогаш кога им беше најпотребно и навистина ова свечена академија која што беше во неделата во Кочани беше организирана на многу високо ниво, на многу достоинствен начин и навистина еве и во ова прилика му благодарам и на градоначалникот и на сите родители на повредените деца кои што се лекуваа во Белград на гостопримството. Кои се други ваши активности во моментов? Како национален Да, Националниот совет има активности во 4 области. Тоа се култура, образование, информирање и службена употреба на јазикот и писмото. Советот е чадорна организација на преку 20 здруженија во Србија и она што е за нас карактеристично е дека сме ние најдисперзивно распоредена заедница во Србија, односно не има од Суботица до Врање во практично сите градови и поради тоа имаме и толку многу македонски национални здруженија. Они најмногу спроведуваат активности во областа на културата и не поминува практично ни една недела во месецот да немаме некоја активност, дали во Белград, Вршац, Нови Сад, Врање, Лесковац, Пирот, Ниш. Така што навистина сме многу активни во областа на културата. Што се однесува до информирањето, ние имаме и редакција на македонски јазик на радио телевизија Војводина и во
овој период покренуваме една иницијатива за потпишување на спогодба помеѓу Радио телевизија Војводина и вашата телевизија за размена на програми. Пред се нам ни се потребни програми за деца, бидејќи ќе се надоврзам во областа на образование. Во Србија има околу 400 деца, ученици во основното образование кои што го изучуваат изборниот предмет македонски јазик со елементи на националната култура. Имаме 12 основни училишта во кои што се изучува јазикот, 12 наставници кои што ја изведуваат наставата, така што има голем интерес за изучување на македонскиот јазик и ние како Национален совет, како заедница сакаме да им обезбедиме доста различни програми, не само во училиштето да го учат јазикот, веќе да имат прилика и на друго место, односно и на телевизија да го слушат. Да, тоа беше нашето следно прашање. Сакаат ли да се информираат за својата земја, за својата татковина, за своите корени? И ви имате корен од Македонија и секогаш пред да го започнеме разговорот зборувавме дека сакате да се навраќате на она што е ваше. Така е апсолутно. Целта наша на постоењето на Националниот совет е да го чуваме, негуваме, но и да го афирмираме македонскиот јазик, историјата, културата, традицијата и така натаму. И ние се трудиме да ги, така да кажем, осовремениме тие начини на афирмација на македонскиот јазик. Така имаме и неколку портали на македонски јазик кои што произведуваат мултимедијални содржини. Правиме сега и радиодрами на македонски јазик и за деца и за возрастни, така да имаме списанија на македонски јазик. Има доста начини на кои што се трудиме тоа што е наше да си го чуваме. Да, кога негуваме јазикот никогаш нема да го забораваме. Така е, апсолутно. Имате ли некакви други настани кои се организираат, културни настани во овој поглед? Да, секако дека имаме. Има во Белград е неодамно отворен и културно-информативен центар на Министерството за култура, така што има доста културни настани. Ние започнавме и со нив заедничка соработка, па така што еве еден настан што беше представен во културно-информативниот центар пред неколку недели, во петок ќе се случи во Нови Сад, една изложба на фотографии на една млада фотографистка. Така што се трудиме да ги сите тие програми што се представуваат во Белград, а под покровителство на Министерството за култура од Македонија, да ги представиме и во други градови во Србија, но секако и нашите здруженија имаат традиционални манифестации кои што веќе со години се спроведуваат. Имаме, например, еден меѓународен фестивал на Гравче Тавче, кој што се организира во Јабука, најчесто за Илинден. И тука доаѓаат македонци од цела Србија, некогаш имаме гости и од регионот кои што се надпреваруваат во подготовка на Гравче Тавче. Имаме во местото Качарево Зелник фест за подготовка на Зелник. Имаме денови на македонската култура во градот Ниш. Во септември се реализира таа манифестација, повеќе дневна е и се труди да ги прикажи сите оние форми на уметноста каде што од македонската култура, дали ликовна уметност, филмска, театарска. Таа манифестација се спроведува и во Белград, и во Нови Сад. Имаме една интересна манифестација во Врање, Гоцеви денови се вика и се реализира од 4 февруари до 4 мај. Учениците од цела Србија и од Македонија праќаат цртежи, мултимедијални содржини инспирирани од ликот и делото на Гоце Делчев, кои што на 4 мај се изложуваат и на најдобрите им се дават и награди. Тоа е само еден мал дел од нашите активности. Верувам дека се многу емотивни за нашите македонци. Така е, да. Доста се посетени од нашите македонци и прилика се за некој од нив да го зборуваат македонскиот јазик. Им недостасува ли нешто на македонците во Србија? Дали ни недостасува нешто? Па да ви кажам, ние како македонска заедница во Србија ги ползуваме сите оние права кои што за жал на нашата заедница во регионот не им се овозможени. Значи, од сите овие работи што ви ги кажам, гледате дека ние можеме да го афирмираме јазикот, дека е он и во службена употреба во неколку општини, дека е во образовниот систем на Република Србија, значи признаен, препознаен како македонски. Ние имаме Македонски национален совет кој што е државна установа на Република Србија, владина.
Така што се надавам, еве само ќе изразам надеж дека ќе имаме појака и поуспешна соработка со институциите и во нашата матична држава. Ни треба поголема поддршка од нашите институции овде, пред се од Министерството за култура и Министерството за образование. И за крај на овој разговор, на што се насочувате во наредниот период? Се надеваме дека повторно сепак ќе ни дојдете и гости тука во Така е, ви благодарам. Ние пред некое време донесовме и стратегија за работата на Националниот совет од 2026 до 31 година. И она што е приоритет во таа стратегија е во сите овие области во кои што работи Советот да се вклучат помладите, младите и најмладите припадници на македонската заедница, за да можеме да си обезбедиме едината во Србија и секако приоритет ни е работата во областа на образование. Благодариме многу што ви благодарам и вам и ве поканувам секако и во Белград и Нови Сад и во сите оние места кај што делува македонската заедница да ги испратите нашите активности и да видите како тоа изгледа на терен. Така, ни биде задоволство да дојдеме во Белград, се разбира. Ви благодариме.